Еј, дечки, спремни сте? Значи, почнуваме за многу кратко, ти, Андреј, треба да пееш, така знаеш. Ама, јас сум Панчо, он е Андреј, мислам, знаеш. Стварно? Па... Срамота не си знаеш гостите дека во основна култура се немал. Поема немаш кој е Андреј, кој е Панчо. Дечки, добро бе, извинете. Океј, мислам се случува сега. Мислам, извинете стварно. Не ми се верува, од вакви идиоти ни трпи естрадата. Не знам шо бре, си требало да си остане бербер, шо оди емисии. Нека шиша е. Среп. Вечерашни гости Андреј и Панчо ДНК. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Да се Жарко Димитриевски, ова е еден на еден, добре дојдовте, аплауз за Пеперминт! Денеска имаме одлична емисија, денеска гостини се големите, но мали звезди, Андреј и Панчо од ДНК. Имаме да најавиме нешто многу добро, на 2 април ни е гостин кој? Сергеј Четковиќ. Но да си патиме ние со ред. Како што нели треба. Го гледавте отчетот на владата? Има некој од вас? Да, зирнавте нешто од нешто? Отчетот, нели? Да. Значи, како куќна слава на Никола Груевски да гледавме. Знаеш, тој седнат на средина, па после малку стана, нели, откако тргна забавата, знаеш, музиката од која. Ами исто како слава, тоа е. Кумот десно до него, другарите лево, роднините во прв ред собрани, телевизор голем, пуштаат видеа, спотови, нели, стандард, само што не пуштаа Саша Ковачевиќ, тоа беше единствена разлика од друга слава. На трибината, публиката постави прашање до каде е решавањето на проблемот со јавниот долг. Од владеачката партија одговорија нема никаков проблем, секоја држава има јавен долг, на што некој од присутните реагираше да, ама нашиот некако подолг е. Сигурно знаете, според народните преданија, на Духовден мртвите шетаат наоколу. Нели, така велат. Духовден, или кај нас попознат како ден на избори. Што прават во опозицијата? Генерално ништо, но кога нешто прават, обвинуваат за преку 300.000 фантомски гласачи. Вау! Толкава бројка, некако многу виртуелно бе ми делува, како има некој од вас што играше Age of Empires на времето? Има? Значи, ваква беше таа игра. Значи, стратегија беше една од првите популарни и ти си правиш човечиња, си билдаш човечиња и оп си направил 300.000, знаеш. Исто така ми делува ова. Кога ќе те праша премиер од друга држава, до кој ниво си, ти му викаш до барок. Уште панорамско тркало и римски скали да направам и level upgrade. Level upgrade. Вика, до кој ниво стигна? До пустец. Очекувам дека кај да е, нов национален празник ќе воведеме во Македонија, ден на фантомскиот гласач. Значи, редно е, покрај 300.000 фантомски гласачи, јас се чудам, уште ни еден бе да не си повара, бара еден ден во годината да имаат. Уствари, може они имаат свој ден, ама е невидлив како нив. Невидлив е уште еден човек. Павле Трајанов е реизбран за председател на Демократски сојуз. Во останатите тотално небитни вести, денеска е сабота, 26 март.
Ти се допадна оваа, така? Искрено ова ми е омилената од цел монолог. Ким Кардашијан ја шокираше Америка објавувајќи на Инстаграм слика на која е сосема гола. Да, тоа е оваа. Исто толку шокирани бевме и ние на Балканот, кога во истото тоа време Северина објави слика на која носи облека. Вау! Кога сме кај Инстаграм, папата Франциско официјално отвори свој Инстаграм профил. Што значи дека кај да е, ќе се тагне на концерт на Северина и ќе стави кепшен колико постим ние хумано, субота е дан за благослов. Интернет порталите на големо шпекулираат дека Каролина си фатила нов дечко. Да, наводно Михо Корубин, сликар и син на дизајнерката Лиле Корубин, и бил дечко, што лично воопшто не ми се допаѓа, бидејќи ќе треба да фрлиме илјадници однапред напишани шеги за Каролина. Шо ќе им правиме? Шо ќе им правиме сега? 20 сценаристи технолошки вишок пративме. Но ако е вистина, супер. Шала на страна. И тоа баш после незиното гостување последно во 1 на 1 и се случува ова. Честито, дечко и велат бил доста помлад, не знам дали истражувавте, но добро, Каролина нема зашто да се секира со новите одлуки на Уставен суд, сега председателот може да ја помилува, без проблем. Се окей. Окей. Ама знаете какви сме ние македонците, замислете сега какви наслови ќе извадат на интернет. Каролина се закити со нов дечко, Мелита со нова ташка. Ексклузивно. Цаци Паковска нарача венчаница од Алиекспрес. Каролина доби нов автомобил од дечкото. Саша Политико доби нов шамар од Сарма. Понатаму може да пишуваат, може да пишат Каролина на турнеја низ Балканот. Момчето го остави на село кај баба му. Само не дај Боже да има ваков некој наслов. Балканската полиција сомничи 2 дами за злоставување на млади лица, Каролина и Северина. Правевме една анкета на нашите познати фаци овде во Македонија и да ви кажем од прилика како изгледаше, значи да разбереме како изгледаше тоа. Еве еден пример. Дали им верувате на македонските такси компании? Никола Ристановски одговори да, до сега не ме зезнале. Никола Груевски одговори јас се возам со автобус. А јас одговорив воопшто не им верувам, единствен добар таксист кај нас е Диме Такси. Значи сваќаме што е. Прашањето е: што би направиле ако видите мали, сладки првооделенчиња на екскурзија во зоолошка? Елена Ристевска одговори ќе ги изнагушкам сите. Даниел Кајмаковски одговори ќе им подарам на сите по една најубава чоколада. Стефче Јакимовски одговори ќе им организирам контра екскурзија. Мали, сладки првооделенчиња. Колку е корен од 49? Лесно прашање. Никола Груевски одговори: тоа не е важно. Важно е само коренот да се зачува на македонската нација за која ВМРО ќе се бори до смрт. Зоран Заев одговори: тоа не е важно. Важно е да се најде коренот на злото од оваа власт. Воедно, дали може да се најде било каков корен на македонските ниви? Не може, бидејќи го уништија земјоделството. Толку одговорот Зоран Заев. Еловис Бајрам ни одговори: не знам, за ова треба да учиме следниот час. Кога сум во кино? Никола Груевски одговори: нова одговори в 2009, истото е. Радмила Шекеринска одговори: јадам пуканки. Игор Џамбазов одговори: не сум бил во кино уште од волшебното самарче. Андри Панчо од ДНК одговори: се нервираме бидејќи не гледаме ништо од дечкото пред нас. Иначе, не знам дали знаете, ДНК секогаш седат во прв ред во кино и театар. Дека се VIP, не друго. Која е најдобра македонка? Слаткар, не дека ми е сопруга, ама искрено Сања Николиче срце. Миленко, не дека ми е единствена гостинка, ама Мирка Велиновска е она правото. Александар Маленко, а за женење или за раѓање мислите? Ги прашавме колку трчате. Маријана одговори: 7 до 10 километри, зависи.
Андреј Жерновски одговори, јас трчам во кругови, обично 3 кругови. Саше Политико одговори, трчам дур не ме фатат. Кој е вашиот омилен филм? Никола Груевски одговори Кум. Љубе Бошковски одговори 12 години роб. Диме Спасов одговори Маше и Медо. Купуете со картичките на Стопанска банка онлайн, бидејќи е најлесното, најубавото нешто што може да си го дозволите кога купувате било каде, а со Савана ќе заштедите време и пари ако си резервирате уште од сега патување за мајските и великденските празници. Воедно, господине Мешевски, аплауз за Мешевски. Како си, вице-премиере? Шо е работа? Шо си ваков некако како изгужван, како намртен, како шо ти е? Не сум нешто што треба да ти Ама, најде, понека, чекај, на ти една монца, кркни Energy drink, Оу. кркни си една монца, ќе те крене онно, пријател. Креова? Добро, Добро. лапај, слободно. О, браво. Иначе и бев на сам. Беше на Ајде, сам, да рециклирам. Ајде, многу добри. Пункт Мебел, ги Пункт посети? мебел, одлично. Много, да. Немам збор. Ќе средиме нешто да земеш Ајде. и со попуст. Важи? Ајде, Ајде. обавезно. Тоа беше Мешевски, дами и господа. Одете уште утре на Сан за Мебел. Мебел ги е во Кала 3, а ние сега продолжуваме со Андреј и Панчо од ДНК. Тоа е тоа. Имаше банда, слуша хип-хоп, слуша панк и ние бевме доста урбано мало. Пошто ја не кев панк и ме зема и ме ишиша четка. Ајде. Саш цигар? Немаш. Си знаеш зашто те донесовме тука. Ајде, кажи ни повеќе за него. Тој е многу стар. Значи има долга историја во ред. Мислиш дека можам да се сретнам со него некојаш? Не ти се меш. Ако мислиш дека треба, сретни се. А кога би било најдобро време за тоа? Па ако имаш проблеми со настинка, со спиење, ако ти треба некој да те смири, ете, тоа е тој што ти треба. Океј, а во која друга прилика би ми препорачал да го побарам? Па можеш у било кое време. Најболje е да се видиш кој имаш проблеми со варење на храната. Добро, ова се многу вредни информации. Уште две работи сакам. Што ќе го препознам и како се вика? Знаеш па што ќе го препознаеш? Има многу добар мирис. Има многу добар вкус. Како се вика? Се вика чај од мајчина душица. Па што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се вира. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па реков ме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Пајаче ради се подготвен. Време е за мојот прв гостин за денеска. Тој доаѓа од дуето кое се вика ДНК. И го знаете, човекот долго време на сцената, нема што да го најавувам посебно. Владимир Блажев, Панчо! Мојот добар пријател! Панчо, дами и господа, седни си. Бе, мајсторе, бе. Јас и ти се знаеме одамна. Знаеш, истум ја, седни стани истум, не се ме. Ти не се менјаш, да. Седни стани исте, вика, бе. Самиот си кажува, заслужува аплауз, луѓе. Мислам... Бе, не сте до толку мали, бе, Панчо.
Ќе видиме. Значи, не дека сте како ноне, па не е до толку. Не бе, не сме, чекај. Чекај, може не... тоа. Ај ова. Па тоа си. Сега газето. Сега веќе е подобро. Се осеќам Сега е као... подобро. Андри кога ќе дојде до овде ќе ти види. Од каде ти е прекорот? Мислам дека многу луѓе не знаат. Знаете ли уопште од каде е Панчо? А не од чипсот, by the way. Ја у принцип сум Владимир Блажев, нели? Немам дури ни една буква Па со и у Панчо. принцип, ама и И у јаве. во папир. И у папир. Бев омилен лик у мало, ме малтретира тогаш уште имав коса, нели? Ама Тоа позитивно било- те малтретира. Да, позитивно ме малтретира, беа постари по 3, 4, 5 години. Веројатно не е. злоставува, не. Лоши мисли имаш, лоши мисли. И знаеш, си игра на мајтап со мене позитивен, ме сска девојки да фаќам за газиња, Така. за погоре, Добро. тие оние што служат за Кукови. доење и такви работи. Така. Крадев многу сладолед, ме праќа по дисконти тогаш. Имаше еден уствари и крадеш од таму и знаат дури и кај живееш и те носат за овој украде. Небитно, и они беа имаше банда, слуша хип-хоп, слуша панк и ние бевме доста урбано мало, пошто ја не кев панк и ме зема и ме ишиша четка. Нели, панкер четка. Они правеа боцки и такви работи. И ја тоаш имав коса и ме ишиша и отидов дома кај мајка ми, вака, што ти направиле, знаеш? Како е? Од зезанција? Не, ми шиша, што се занција, ме Кој да те однесоа, шиша? ми шиша со машинка, бам на бербер. Дале пари ме однесоа. И доаѓам ја и ме вика панкер сите, а јас се нервирав, плачев, ја ме вика панкер. И од панкер остана Панчо, не знам како, и мене и у школа учителките, професори сите ме викаат Панчо. Ја кога се упознав викам Панчо. Ајде. И така остана. Интересно, добро. Шо? Али се нервирам кога ќе ми речат здраво Панче. Панче, да. Демек мало Панче. Да, од Панчо, нели, деминати. Панче. Бидејќи ќе имаме многу зезанци, посебно од како Андреј ќе влезе, прво морам да те прашам сега озбилно. Ова е озбилниот дел од Сериозно. емисијата. Ова за мене? Да, ова е за Сериозно тебе. не пиеш. Еве ти. Ето така. Добро. Ајде, живели? Ајде. Значи, ти читав интервју во Портрет. Портрет е еден многу добар магазин кој што ги храбрам луѓето да си го читат, бидејќи стварно е Одлично, супер. стварно. Да. И интервјуо беше, што да речам, неочекувано. Ти малтене си отвори вака душата и првпат нешто што никој не би го помислил за тебе, Панчо, да ти пател од депресија. Така е. Ама не се зезаме сега, знаеш, малце ова. малце Ти си сериозно. нели цело време позитивен, цело време се шалиш на своја сметка, на туги сметки. И ова малце делуваше како бе, од кај сега Панчо, од што е работа? Пред да ја поздрам Руки, Ружица и Перо ми се кукни пријатели, многу блиски сме. И ме замоли дали би сакал, прв број беше. И ја не кев да ги одбијам и едноставно дадов кураж. Перо Антич и Перо Антич, да. И неговата сопруга Ружица, Антич. која го води Портрет. Така, он е уредник. И знаеш, сакав да прво да им помогнам на сите луѓе кои поминуваат низ тоа. Сите знаат, таа е една најмодерна болест, се вика анксиозност. Верувам сите има 99% Кажи ми од главни луѓето. симптоми на тоа. Знаеш, анксиозноста е уствари страф од панични напади. Има милион Тебе видови што на ти се случува? Пример, панични напади. конкретен пример. Ја имав страф од гушење, страф од луѓе, а мене работата ми е нонстоп со луѓе. Страф од гужва, стробо, нели у клубови која светка, страшно ужасно ми сметаше, да. Што Мислев сакаш дека да ќе добијам направиш инфаркт да си цело отидам? време. Што се деша? Ти си во клуб, пушташ музика и те фаќа паника и што Имал, знаеш какви моменти, да ја и Андре пееме и ја барам нешто позади вака да се потпрам, зашто му викам на Андре, брат, паѓам ја, готово, паѓам ја овој. Не бе, терај као, немаш га, му викам готово, не можам, знаеш, ти се тресат нозе, се препотуваш ладна пот. Значи после секоја свирка, после секој настап ја даваш кога си у таков најдоле момент, ја даваш последниот атом од твојата енергија. После тоа си ко издишан балон. Си издишан, имаш, значи, ја легнував и се тресеш, она баш кога да си на електрошокот. Не зеза. Да, од доле на од пола надоле. А добро, па чека, ова се деша Да во се- период кога си татко или не си татко? Па не, знаеш, Само да кажам, тоа те смени малце? Па Пример, не. татко сум, па ајде сега ќе се оправам. мислам дека кога се роди Маријан, онда анксиозноста малце поише ми се зголеми. Тој е вториот син. Тој е вториот син. А ја почнав да се борам со оваа болест на водници, така да ја кажеш, тоа е state of mind, нели? Од 2010-та пребродив
се вратив као што треба и потоа почина мајка ми. Знаеш, И те мајка ми- дотепа дух. Да, тоа ми утепа, а најголемите проблеми се селење, свадба и губење на најблизок. Мене сите три работи ми се случија во рок од 6 до 8 месеци и нели јас сум човек како и сите и ја Сега си окей, така? па ќе видиме ако издржам до крај. Гаси светло, немој сега. Да, да, максимално сум окей. Читав, посетував психолог. Читав со работа читав генерално, много, да, така? само со работа и Не било нешто од денес, па утре сум се па, окей. Не, нешто тоа се таложело и не може преку ноќ, знаеш. Помина Значи, време. малце од по малце, мајка. чекор по чекор, Баш така. почна да се Нема брзање, сакам да им посакам да им кажам на сите Ајде. оние кои имаат анксиозност, ако и се срамат да зборат за тоа, воопшто не треба и треба да го препознаат и треба да работат на случајот. Да идат на психолог или на психијатар кој за каде е, знаеш. Не е тоа срамота. Не е тоа срамота. Или кај Владимир Блажев. Или кај мене да се обратат за сеанси фри. Ето, да им што да објаснам, не, да. што да не. После интервјуто ја имав можено да не ти слушам преку 20-30 пораки во инбокс, прво што ме охрабрува, што ми честита и што ми бара совети. Ајде идеме нешто по весело. Го знаеме ли Зоки Малиот од Jukebox? Да. И сега Зоки Малиот и Панчо, еве го Зоки. Зоки и Панчо се во роднинска врска. Во врска. Во врска. Така, Зоки ми е полубрат, пошто сме двајцата ниски, не може да ми биде брат цел. Значи не може цел брат. Ама затоа полубрат. Полубрат. Ова го знае некој, не го знае. Зоки ми е полубрат. Во Jukebox редовен беше или не? Од страна на татко ми страната. Па ја работев Шанкер во Шанкер во Jukebox? Кај Работев Зоки? Шанки Коновар, да. Ја, непотизам, еј. Да, па до Па нег. брат ти на Ама, Шанк, има. за да гледа кој зима. Не, па гледај, може јас сум зимал. Може. Да искочи кафето гага и јадењето. Да, супер сте си до ден денес, онака се. супер, Браво. Оне. Браво, Многу ми е одлично. драго Му бараш што- совети за музика, за нешто, за појма Па он е музикален, он нешто со Владко Стефановски се многу добри пријатели. Не ми дава некои совети пошто слуша друга музика, ама знае да ми каже ова ми се свиѓа што го Пуштила слушаш. Владко Стефановски некогаш ДНК песна. Да, ова никој не го знае, Ајде. никој не го знае кога ни беше unplugged концертот. Јас сакав Владко да ни свири. Ја, ти па многу цилјаш Па високо. да, добро, ја се знаеш нели она Ја, анксиозен, знаеш. Да, ја анксиозен да се. И брат ми пошто е добар пријател со него. Ја мислев нема да ме одби, ако ти се да ми се јавиш, брат ми треба ова да ми завршиш. така, да. Јас сум таков, ќе завршам, нели? Ама Владко си е, нели, најдобар од да, браншата од тоа што си е. И ој, знаеш, само ми кажа, гледај, сега да не мешаме баби и жаби, да, не може да ме викаат мене сите. Као кој сте вие сега? Реално еби? така е. Абе сега така е. Не Да. зези. Ама Да не те навреди. Ама не ме навреди, Добро. јас си го почитувам тоа. Ама затоа после се видовме сега после Златна буамара. Добро. И он ми кажа, јас сум воодушевен од вас, звучите феноменално, различно од сите у Македонија. Многу ми е драго, бев скептик за вас, Што е висти. ама звучите феноменално, лайк, као така ми кажа. И ја тоа многу го почитувам што он го кажал. Како не Поготово Владко да ти Стефановски рече? знаеш, тежок на комплименти. Ако е нешто добро, кога ќе кажем, не заради брат ми, ако бил заради брат ми, ќе дошол да свири кај нас на концерт, знаеш. Нормално, така си е. Сега да те вратам у времето. Се сеќаваш кога направивте песната за А1 и А2? Така. Каше ја ви скокав во спот исто така Сите заедно. скокавме, шо. Сите скокавме, реално имаш нешто, Ѓоре? Имаш Ѓоко нешто? Чисто, сликичка. Ево, тоа сме стара е снимката, сепак поминати се колку, можда 8 години. Не само заедно, ние пишувавме за сите телевизија. Си имаме... Чекај, како тоа одеше? Напишавте и за други? Има и за Телма, и за Сител, саш за Сител. Чекај да видиме. Не мораш цела. Се сеќаваш Онака. на текстот од прилика? Знаеш, јас сум слаб со текстови, ама ќе пробам нешто да цирнам, ај. да видам. Да мислам дека Саш имаше... ритамче да ти држиме. Чукај. Така. Идеме ова. Може би сум луд, нека каже кој што сака, но цело време лата си го слушам јас без мака. Немам кризи никакви, глупости, гадости, слушам исклучиво само подеми и радости. О, одлично! Тоа беше за Сител?
У кратки црти. А чекай, за кој друг има? Знаеш, Чом ми беше фаворит, тоаш и заедно, кај, у Телма. За Телма. Да, ова е нова песна. Ама ја фактички. гледај, го направив тогаш, ама сега он се префрли од Телма. Ти знаејќи дека ќе оди во Телма уште тогаш. Изгледа си бил близок со него. Ајде да чуеме значи за Телма? Опа. Може би сум луд, може би и не сум шема, но на Телма гледам само една топ тема. Ме факат кризи, признавам, не јадам. Цел сум бобки, бучиња на очи ставам само да го гледам. Чом? Го направив. Време е да ти се придружи твојот животен сопатник. Што ќе ми се придружи? Мојот човек Георгиевски. Оп. Само момент. Ало? Ова, Ало? Жоре, Кажи Спасе. кој ти е гост? Спасе, гостине, Панчо е сега, ќе дојде Андреј, ДНК групата. Раперите. Рапери, да. Ај, чао, Спасе. Чек, дај ја да рапам, знам и ја имам моја песма, ама да ми држа ритмот. Кој сакаш да ти држи? Пак нема ти, тој раперот. Држи му ритам некаков нешто, прави му битбокс некој, не знам, било што. Ало, Кај си, бе, Спасе, бе. кај си бе, Андреј бе? И Жаре, добар ли си? Правим песна една. Пасо Булачен и сум ја, садам си прас. Мојот човек Митре, он е на власт. Местна заедница каде пием пиво, кога сум жеден, јас. Мочам криво. Почни. Спусти ми ке ме замара цело време, брат. Спусти, немој, реже изгасет. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано суво во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Најверојатно никогаш нема да возите Формула 1, но сега има начин да откриете какво е чувството. Дали може да влезе Андреј Георгиевски? Ајде, Андреј! Ете го, Андреј. Ти, например, си анксиозен од он е анксиозен од авиони. А пее за авион. Како бе така? Добра, ја не бев акциозен од авиони. Сега, може би си чул некоја приказка што ни се случила. Тоа беше на настап наш пред некои 5-6 години, прв пат ја у авион влагам. И овој наместо да ме утеши ми вика, брат, сега се само пилотот и Господ, толку е. Чекај, Панчо ти го кажува првото влегување у авион? Ја викам стюардеса, ја викам донеси све што имаш од виски побрзо, да си олесно, ме е полесно, да. Али чути, слетавме и све беше како што Добар беше со тебе додека леташе така пијан, те чуваше? Ме чуваше, да, и... Кај ке бег? Да, многу беше добар, да ме прати директно место тоалет ке пилотот. Да. А мамбе, како беше тоа? Да ти кажам, имав муки со, нели, овој
уринирањето. Кога се си пиел, нормално треба да се изфрли. Баш ка мислам дека беше наследување сите врзани, јас станувам ќе прснев. Не може да дочекам. Не е како со кола, застанеш ќе сакаш на ќош па да се олесниш. Моментот кога мора да си врзан, слету авион. Слету авионов. Јас се одврзувам, летам право и ми ка право шива. Таму нели пише тоалет исто, тука е. Тоалет, право исто е влагање кај ти влезе кај пилотот у кокпит. Трчаат стюардеси, кај шо правите, како правите и така. Али ќути се олесни. Маме Панчево. Тоа е добра ситуација. Кај летовте? До каде? За Швајцарија. Тоа се многу виски, апац. Take on me high, cause I'll be Како си имате упознаено всушност? Јубилеј правиме таман на нашиот концерт, тоа. Кога? Кој? 98 негде, 98 бачко. Значи на концертот што беше голем во Метрополис, така? Да, не сега што ќе го правиме. Најавуваме нешто? Да. Добро. Тогаш ќе го правиме јубилеот наш 15 години денка и 20 години другарство. А како се запознавте? И тоа ќе го соберам цел мој клас од средно, пошто така и се запознавме. Ја учев средно музичко и учев со неговата прва љубав, со кој што они беа 7 години у голема љубав. И една вечер она така вроди идеја да не однесе цел клас на журка, кај што клас музичко. Цел клас не средно, значи нашиот клас музичко и шо бара по он таму. Па не бар он ништо таму, не однесе кај што работи он работеше на шанк таму, во еден кафич, не знам кај беше, кој кафич. Дипломатик на време. Да, и тоаш имаше розева коса, имаше коса и беше розева. Фарбан, па за тоа му паднала ја. Таму се запознавме и од тоа сме. И тоа што е со овој група ќе прави. Ја му се јави. Он не ни знае како ни е група направи. Прво ја имав бенд TNT, тројца. TNT, да, имаше една во боја. Позната песна. Минско поле, мислам, Минско поле е бил најголем хит. Ја мајката. Ја знаете вие, ја знаете? Ама не ја знаат. Добро, и? Што да знаат, пред 30 години е песна. Да. Точно. И он исто имаше група, Окей Бенд се вика. Така е. И по некој си Жичо и Фича, да. Окей Бенд има и колаборација со едни девојки правевте за. Таму беше кате. Таму беше, они беа овие, како се вика. Кој знае, небитно. И 3D, Окей Бенд, TNT. Многу бендови имаше порано, дечки. Многу. И нашиот бендови неубави околности, а за нас двајца убави околности и неговиот и нашиот бенд се пораспадна. Да, и вие шо ние се зедавме. Останавме, да, без бендови, се споивме ја и Панчо. А имавте договор како ја ќе рапувам, ти ќе пееш, нешто? Не. Бидејќи сега ти обично си у рефрените, кажи ми како? Ти се дереш, а он е така по. Добро, зашто сите така бе манифестирате, бе кога да урлам, кога да пискам? Не знам. Супер пееш. Убаво пее. Не да се убаво пеам, не се дера. Сосема солидно пееш. Може така? Не, сосема солидно. Ќе видиш ја после емисија. Чекај, сакаш да те пробаме во пење или сите да се пробаме во пење? Ја имам трема, требаше преска да спремиш нешто не олесно. Се напили нешто кажеш. Што да се напијам, ништо не ми дае преска. Да, така е. Така е. Ова е моментот. Ова е моментот. Ова е тркалото на среќата каде што се ставени 4 од најтешките песни што може да се испеат. Значи, Аха, Take on Me, имаме Сија, Chandelier, имаме Whitney Houston, I Will Always Love You, и имаме Queen, Bohemian Rhapsody. Да си одбереме. А некој од публика да ни биде наместено. Ајде. Тоше врба, ја мислам да... Тоше, дојди да те видат. Чекај да снимам. Ајде, таман, станете и вие тука сите да станеме. Човек ќе има 8 главата. Дојди да го види. Ево, Тоше врба. Имаме една јака идеја, чисто, сега ако може да ја направиме. Пример, еден на друг да се качиме некој од нас, да видиме дали ќе стигнеме да бидеме малце повисоки. Не ти е баш добра идеја, мислам. Добро. Слушај, вакви финти у војска кажува. Така е. Не се многу смешни, да. Ја би се качил. Иначе само да ти кажам дека ја и он би направил. Да, ја ќе направам, нема проблем. Би ме качал? Че да пробам. Можеш? На ушка? На ушка. Ајде. Да рипнам? Рипни. Ајде. Ние на ушка пак не сме колку него. Ето, тоа е тоа. Чекај, се ова за кого врти? За Андре. Ајде за Андре. Ајде ја да го скрчам мрзот. Немој толку. Chandelier ќе ја пееш. Не ја знам, а дај намести ја Аква Ха или Queen. Ајде.
Ај ништо, аха бе, ај пушти му аха, ај нека не, Фала ти, благодарам. Значи, аха, take on me. Сега. Take on me, take on me, take me, oh, take on me, cause I'll be good. Сега тоа. Ја пати, шо? Тука сме, да. Ајде сега, Панчо. Ајде, Значи, Панчо. не сме. Да, ја Витни Хјустон. Ајде бе, Витни Хјустон, ајде. Еве ја. Ајде, Витни Хјустон, ајде. Чекај. Сега ќе удри. Спреми се. Will always love you. Always love you. Will always love you. Панчо. Шо да пеам, Пончо? Ајде, кажи, си наместивте све. Шо да пеам? Сија Шенделир? Таа е најглупа. Ајде, пуштај, најглупа на свет. Чекај. Пуштај ова. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Gonna leave. There was a like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Абе, Претеч. што збори? Ќе зијаме за пратејќи Претеч. по наступи. Требаше од таму да почнам. Ден. Ај ти си наред. Не, Тамара поголем има и... Елена, Ристеска. Елена Ристеска? Спомна за косата. Шо правиме? Колку ми останува мене од искуство? Ти си Джими Хендрик за нас. Не, ама колку има уште? Не, Шо мислиш? односте го многу е мек со тебе. Ти си се лажеш дека имаш коса. нема, што нема. кажеш. Уште И ние колку да, има? и ние да пуштиме кога тебе ги имаме. Така да? Тоа ти кажам. Значи време е више. Земја Да и се. скратија, баш ке имаш убава глава, немаш тиква коцкаста, не дај Боже. Ја ги Нема, окей, И- убаво. Ја имав исто вага Ти која дојде, да. скратив, не ми порасна никаде више. Не ја крати. Значи џабе, да не се лаже. Не, држи си ја. Имаш, Ѓоре, слика или видео од Панчо со коса да го дзирнеме? Да се сетиме? Помладите знаат. Хајде да го идеме. Ево го Панчо. Еј, Одличен. Види го. многу јако. Погледни ги овие магични чипсови. Тоа е тоа. Добро време, а? Убаво време. Па глеј какво време, само Гледај ние какво време. 27 женски подај. Добро, ви Топ. сега не сте лоши, еј. Спотови цело време работите, што ја би сакал да ви честитам, бидејќи ретко кој у Македонија снима спотови. Фала ти, фала. Не знам што е работата, не им се трошат пари, нема ли пари воопшто, ама вие си одржувате. Цело време има по Да е нешто. жив и здрав Панчо, иначе и Он е ние- човекот што ги бутка И работите. ние ќе снимавме Председникот дома сами, да. Така? на база на Председник. председничките. Не. Знаем човек. Види, ја сакав стварно да за спонзори баш муабетев ми со пријателите наши добри од Пеперминт кои дефинитивно кога гледам емисија звучат перфектно и спонзори има се поретко бидејќи нема емисии, знаеш. Нема освен Нема твојава, каде да нема искочат каде да песни. искочат, нема каде да се сврти, да е жив и здрав YouTube, нели, Facebook и сите оние социјални други мрежи. Јас исто би те замолил да, ако може да искористам мал дел да ги поздравам нашите пријатели за овој албум кој треба да излезе, кој дефинитивно кошта голема сума. Се вика уште еден ден ќе излезе на 9 мај, да го поздравам и Лазар Цветковски. Сакам да ги поздравам прво, знаеш како викаат овие кај вас, City Fashion Group, Пиер Карден, Ентони Морато. Ако. Кој ние вака добро изгледаме, ако мислат луѓето дека изгледаат. Млекара Здравје Радово, Жито Маркети, Виталија и Адора Инженеринг. Инаку ти работиш у К15. Баце, работев у К15 4 години, може би најубавиот
период у животот кога трчав на работа со кејф. Бев нацртан од 9 саат секој сабајле. Прво работев као 2 години као организатор, значи организирање на скечови, на снимања, на реклами, глупости. И после некое време, значи требаше да се отвори телевизијата, па после кога почна телевизијата, таму работев као музички уредник. Дај некој скеч што ти беше тежок за организација. Што да ми ја глумев у 10 скечеве. Глумеш, Пачко, да. глумеш. Се сеќаваме на скечевите кај што Кифлата ми глумеше. се. Како беше? Кифлата, да. Ај, изимитирај го. Како беше? У скечовите, ја мислам, Скечови. real life можам да го изимитирам. Кажи, Скечовите. како фе? Да, а у real life, а у скечовите исто. Така, да. Исто сум, да. Чекај да го видиме. Ао, се ти ке ми кај, брат, ајде идеме да испееме побрзо, ајде да завршиме, сакам да си идам дома. И друга има ова. Ти мене сега ќе ми кажеш, ти мене. Абе да ги мочам сите, можам, нека дојде кој сака. Да, така е, тако е. Он мене ќе ми кажува, ја да се пазам од него. Абе нека дојде, бе. Пази се од мене. Добро, горе-доле едно 90% ме ископира, да. Ама тоа е, пази, за да дојдам ја до оваква афектна состојба у која што он ме представи сега, треба стварно нешто да ме изнервира у мајче, мислам. Али минимално. Да. Дај да го видим, Андреј, јас сакам да му честитам, пошто е сам свој каскадер. Дај да го видим, Андреј, како и до кој нивоа оди на жртвување за добрите спотови. Ова е само таа знае како. Да. Најновиот спот. Да. И Андреј виси тука, добри, па, не знам, едно, можда 40 секунди у спотов. У спотов. Добро за спот, ама тоа е на монтажа. А колку висеше? Па ти за да снимиш спотот 3 минути, знаеш колку време треба да снимаш? Еден ден. 13 сати. Така. Така да рачуни, јас сум висел тука едно саат време. Како издржа бе баца? Па скоро ќе снемав душа више, готово. Крвта е имаше отиде у глава. паузи да те поткренат, да те направат водичка, нешто. Имаше 2-3 паузи, водичка, за жал немаше. Ама имаше, слушај, имаше други сочни течности од страна на бета, кога што гледаш овој. Имаш интересна работа, да што беше он. Ова го каже, знаеш, кога го држате, окей, ама после пеење она се трга и он виси, он вака прави. Еј, дојдете, не ми е добро. Као Стиви Вондер се осеќа бучка. Не знам кај сум, да. Му се измочав у еспресото и он се напи и згора на тоа ждригаш и ја му викав, леле, ама смрдиш на мочка. Имам една игра за вас, бидејќи вие сте познати како добри познавачи на деколтеа. Ние ќе играме играта Твое цице звучи, твое цице личи познато. Твоја дојка звучи познато. Да видиме, ајде првото цице. Кој га ја прво? Чиво е? Ова се македонки, значи македонска естрада. Поп или... Ова ми делува дека е манекенка една и мислам дека знам која е. Ајде. Да не беше сега за избор на... Вау, чекај да видиме на кого мислиш, дали може би на Емилија Розман? Да. Да видиме дали е Емилија Розман? Страшно! Страшно, еј! Гледаш? Вау! Него му е познато! Чекај! Него му е познато! Ова цица ти е познато? Немој. Чекај. Да! Вака, чекај, вака, пошто себе ја отвараме тема, еве да кажеме јавно дека што сака нека биде напишана за оваа девојка. Виж, како познав одмал. Па брат, песната што сака нека биде. Што е многу добра песна. Ја ова да дојдам втор пат кај тебе во емисија, да го пијам овој чај, ќе го познам, пошто сум го пробал. Да. Леле. Јас зборам за чајот. Мислам дека после ова нема разлог да играме. Добре, ќе спие кај мене, нема. Ај, на брзинка уште некоја цица, ајде. Леле, ова нема разлог. Ме утепа. Ај ти си наред. Не, Тамара поголем има и... Елена, Ристеска. Елена Ристеска? Мислиш дека... Не е Тамара? Ама реков Тамара. Реков Тамара, да, реков Тамара, ама поголеми беа. Дека е сега со дете, па знаеш. Да. Ти ја знаеш од најтазе. Да. Ајде, Она знаеш ли се кажа дека ќе можело да го дои детето до 7 делени. Така велат. Да. Ова кој е? Андреј, и ова да не случајно некоја песна имаш напишано? Овие искрено дојки ги немам вака од блиску видено. Ака. Стварно не се откажувам. Пример, било кој. Ајде, идеме. Пејачка. По облекава. Тоест беше пејачка. Одамна. Била.
Која е? Не знам. Пукај. С дојки е, кај не најде. Не ти личи Па не познато? знам имен. Ова цица? Ова цица личи познато. Кажи ми име. Пејачка, не е више пејачка. одамна Пејачка не ли? пее. Ама не Пејачка не пее пее одамна. Не пее одамна. Не пее одамна. Негде во странство. Не, па јас што ја следам естрадава и тие што пеат и што не пеат, немам поема. Ајде да видиме кој е. Лена. А ти требаше да речеш наша категорија. Што не сугерираше малце нешто, брод, црнец, требаше црнец да кажеш, ја поговорив одма. Црнец Илија Вукичевиќ или ова кој друг. Да. Ајде идеме следно цице. Ова цица дали личи познато? Лила Филиповска. Не зезај. Мелита. Епа сега Лила Филиповска. Сега Лила или Мелита? Дочи Габана, не е Зоки Фаци, Лила Филиповска. Лила Филиповска? Да видиме. Епа Мелита. Али близко беше, царе, близко. Добар. Имаш ли? Ајде, дајте уште пар. Дај. Уште еден пар. Ау. Кој е ова цица? Дали личи Чекај се, познато? косана е смеја, гледам по влакното одма. Ау. А? Влак, о, има и влак на Мегутински. Не знам. Не барај влак на ова цица. Ботицка. Зашто нема да го најдеш. Како е облечена као за реклама од Швајцарија за чоколади. Па, гледај кога и Тицки има. Не е пејачка, не е глумица. Си можела подотвориш уште малце кадрот, Не е многу ти е пејачка, угро не е планевата. глумица. Не е пејачка, не е. Па што е? Не е пејачка, не е глумица. Домакинка. Што останува? Водителка. Маја. Маријана. Ајде да видим. Марија, не бе, Маја, Маријана, брате, Маријана е. Тоа е тоа. Ајде да наплу за Андри и Панчо. Одлично се снајва ово, ајде. Одлично. Доста е. Ѓоко сака уште цици. Значи, доста е. Ајде уште една. На 5 за Не бе, доста е. Крај последно пред да идеме минута со Јангдер, имаме 2 лаги и една вистина треба да кажете. Значи 3 изјави кај што една е лагата, извини, 2 се лагите, а една е вистината, ама 3 се неверојатни. Бев у Пула, Добро? на одмор као мал, и имаше мачка со мачиња, нели, омачени, имаше 6-7, и мене беше многу интересно. Анима Мунди ќе ме утепа, ќе ме плюкаат сега. И ја ги давев, кога ќе ги стиснам правеа. Мене беше интересно, као дете и удавив 6. Добро, во реду. Ајде вака е, сега ми текна одмор кога спомна. Бев у Девар Бугарија. на езеро. У Девар на езеро. Не, у Бугарија бев на море и љубам ја многу да гњурам. Нели гњурам и мислам девојка ме уплиткова и идам на ке неа. Уствари тоа браноите ме подонделе малце на друга страна. И зијам една девојка, ја грабнувам тука, ја месам, искачам. Пред мене кога се појави еден овој дечко мал е за него, високиот што е. Абе ти не знаеш која ме фати еден страф. Добро. Тоа е вистината уствари. Сега треба уште 2 лаги, ја кажам така. Ова беше вистината, не е лага. Борат! Имате уште една вистина и една лага од моите 2. А што, вие требаше да погодите дали е лага или вистина? Готово, добро. Нема појави. Ајде. А живеќе ова наискрено нема појма. Втората мачиње е првото. На еден скопски менаџер која работев у Jukebox, на еден од познативе скопски менаџери легенди. Ностоп доаѓаше у кафич и бараше еспресо и ќе си отиде, не плаќаш и после 5-6 пати, следниот пат му се измочав у еспресото и он се напи и згора на тоа ждригаш и ја му викав леле, ама смрдиш на мочка. И третото? Тоа е второто. Третото да го кажам или да не го кажам, пошто Андри си го издаде. Ајде го рачунаме него, да ме као. Мачиња си играл овој со мачињата таму, ги давел, ги правил и се мочал во еспресото. Што мислите, мачињата дали се вистина? Танко, никој. Еспресото кој мисли дека е вистина? Тоа бе, сакам сите, браво. Што не е вистината? На Андре. Моето е Бептен. Твоето е вистина. Вистина е моето, да. Знам, од твој беше не се. Ова со кафе по вистина нема.
Ја ти Вистина, кажам, а? да. О, мајко моја, тоа го направи? Да, со мачињата, Изнервира со више. мачињата, Ти не. изнервира, типот ти, Да. тоа беше. Не, али добар, јас сум, знаеш, не пијам алкохол, ништо не правам, немам пороци. Фактички пун сум со витамини, исто како да се напил онакво шумливо. Вау. апче. Вау, вау. Инаку, чисто само да знаете, и ова нека ви остане за секогаш. Му аплаудиравте на Панчо дека мочал во еспресо. Фала многу. Ама Тоа да си знаете само. имало повод, бега, тој не плаќа. Имало. Мочете и вие. Слушај, да дадеме нешто оваква за двајцата и после тоа да изиграме минута со Јангдер. За тебе, господине, за вокалите. Чајче. Дај ни увин чај против мочање. Баш така. Има витаминка, има Монца Energy Drink, за да, нели, ти треба енергија. Монцо, он вози лудо. Ти ве праќам у Орео Флат да одите. А вие имате промотивно мени со промотивни цени. Ова беше пункт мебел тука, а сега ни треба некој од вас за минута со Јангдер за крај со Андреј и Панчо ДНК. Ајде, размрдај ги да Ајде, размрдај. Бидејќи ја денот тоникот е збогатен со природен биасабол, што е ова? Биасабол? Која година се распадна Југославија? У која година се распадна Југославија? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на четвртата индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мираде, сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет, никогаш подостапен. И тука е Христо. Од Припад. Христо и Панчо ќе играат минута со Јангдер. Значи, јас и Андре сме судиите, имате 60 секунди. Треба, како што Андре ќе прочита прашање, еден од вас го зема Јангдермот, има право да одговара. 60 секунди течат сега. Ако Јангдермот Добро, ајде. Ако Јангдермот за мрсна кожа има екстракт од манго, кој број оди после 5? Точен одговор, брати го. Ајде, читай. Бидејќи Јангдермот за длабински третман содржи екстракти што ја чистат вашата кожа, што е спротивно на бело. Црно. Точен одговор. Одиме Ако понатаму. Јангдермот млекото за тело има Д пентанол, што е ова, наброј еден град од Македонија. Било кој. Прилеп, точно. Браво, многу ти ги прашава. Јангдермот подлогата за кожа содржи глина која се викаше по наречје, како што се викаше по наречје на македонски председател Не се вика Глигоров. глина, него како се викаше. Да, како се викаше добро. Глигоров Киро. Прекрасно, точен одговор. Ајде, размрдај ги да. Ајде, размрдај. Бидејќи Јангдермот тоникот е збогатен со природен биасабол, што е ова? Биасабол? Која година се распадна Југославија? У која година се распадна Југославија? 98-ма, прва. Не, точно 92-ра, не е Јангдерм точно. лажните марамчија не се Кој колку е резултатот? Толку е? Ајде, режија. Кој мереше? Чекај, задње добива. Еви га, никој не мереше така да ти го земаш Јангдерот. Аплауз за Андреј Панчо од ДНК. Сега ги слушате мисо, само таа знае како. Пермин, ДНК, само таа знае како. Амплак варијанта, жаре, 1 на 1. Да ја имам до мене, би направил ја се. Да ја имам до мене, ко едно знам би дишеле. Да ја имам до мене, да се будам покрај неа, кога доле сум на дното. Да ми прави да се смеам. Боже, сакам да ја имам неа, секој ден до мен. Ке ја пазам, ке ја чувам, некој друг да не ја зем. Само да е до мене, знае она ми е се. Зошто јас ја сакам од срце. Само таа знае како да ме сака, таа знае како таа знае да ме љуби вака вистина е, дека она ми е се, не сум ја ист, кога не е до мене.
Ако е тука 20 часот, какво е во Гоствер, дали е светло или темно? Светло. Светло ќе да е. Како си поминавте кај Жаре? Кој е Жаре? Se војше води емисија или оној други? Тоа ти шиша. Шиша. Гледај како не шиша. Кај овој другиот Црепов со емисија никако не си го. Фантастичен.